Македонија се наоѓа во длабока политичка криза и очекувам да продолжат разговорите помеѓу представниците на политичките партии, ако не денеска, утре, ова овде во Скопје го изјави евроамбасадорот во земјава, а и во Орав, кој што запрашан исто така од новинарите како го толкува, односно како го коментира назначувањето на новиот германски представник за Македонија Јоханес Хајндел. Орав рече дека тоа покажува колку всушност Европската Унија и Германија се посветени во процесот на решавањето на политичката криза во земјава. А и во Орав исто така посочи дека се наближуваат роковите, односно на повидок е нов рок, мислејќи на 11 мај, до кога всушност и според роковникот на Државната изборна комисија политичките партии треба да ги достават кандидатите за пратеници. Орав посочи дека очекува да продолжат разговорите помеѓу партиите, ако не денеска, како што спомнав предходно, и во текот на утрешниот ден со цел за наоѓање решение за излез од политичката криза во која што, како што рече тој, Македонија се наоѓа од 2012 година. Вчера германското министерство за надворешни работи назначи специјален представник, што покажува уште еднаш колку меѓународната заедница ја сваќа оваа криза сериозно и се обидува да ја помогне на Македонија да ја надмине кризата. Ние континуирано комуницираме со лидерите на политичките партии и тие контакти ќе продолжат. Се приближува уште еден краен рок, тоа е 11 мај, кога партиите ќе треба да ги предложат своите кандидати за изборите и не знам колку партиите ќе предложат своји кандидати. Сега е најпотребно политичките партии да постигнат договори и политичките лидери знаат што треба да биде сторено. Тој исто така на новинарско прашање одговори дека официјално писмо од Европската Унија нема пратено до лидерите на 4 политички партии, но дека тој постојано е во контакт со нив со цел, како што рече, да се изнајде решение за излез од кризата, при што постојано им ги пренесува клучните пораки на Европската Унија кои што се однесуваат за земја.